И здраво на сите, добро дојдовте во ново видео. Во денешното видео ќе ви покажам како да ја користите OBS Studio и ќе ви ги покажам и добрите сеттингзи за оваа програма. Голем поздрав до Аго што ми даде идеја за ова видео. Доколку и вие имате некоја препорака за наредните видео, оставете доле во коментар. А сега може да почнеме. Како за почеток, доколку ја немате OBS Studio, тогаш првиот линк во дескрипција ви е линкот од оваа програма. Инсталацијата е многу лесна, па затоа нема да ви кажам како да ја снимите. Но доколку случајно некој има проблем, нека пише доле во коментар. Ајде како прво да направиме една сцена. Сигурно вас ова би ви било се црно доколку не сте додале сцена, па затоа одите на плюсот и само напишете името од сцената. Како што гледате сега се е црно. Тоа не е проблем затоа што треба да додадеме првен source. Значи, кога додавате source, може source-от да биде за одредени работи. Да речеме, може да ви биде за Facecam-от, може да ви биде може да е Display Capture. Како што гледате сега ви бара да одберете монитор. Кога го одбирате мониторот, треба да го одберете мониторот кој што сакате да се снима. Сега, да речеме, претежно сите че имаме по еден монитор, но доколку на кучиштето ви се поврзани повише монитори, тогаш одберете го тоа кој што сакате да го снимате. Заборавив да ви напоменам, доколку сакате курсорот да ви се гледа кога го снимате видеото, треба да го штиклирате ова овдека. И одите ОК. И сега имате нова сцена со Source Desktop. И сега, кога и да снимате видео со оваа сцена, ќе ви се гледа целиот екран. Откако го направивме тоа, сега може да одиме во Settings, затоа што кај миксер не е нешто многу важно. Значи може да го зголемувате, поточно јачината е на гласот да ја зголемувате. И кај Scene Transition за сега не интересира. Но сега одите во Settings. Сега, првиот таб кој што ни е во Settings е General Tab. Тука има многу работи, но ќе се фокусираме само на овие две, кои што се Team и Language. Кај Team одите и одберите тоа што ви се допаѓа. Обичната тема е некако многу светла и тешка на очите, затоа би ви ја препорачал Dark Theme. Во Language одберете кој да го сакате јазик, но мислам дека англиски е најдобро затоа што нема македонски. Следно е Stream. Во ова видео нема да ви покажам како да стримате. Доколку сакате посебно видео за тоа, гласајте горе на крупчето. Одиме во Output. Во Output мод одите Advanced и потоа одите во Recording. Сега, затоа што ја го снимам видео моментално со самата програма, не ми дозволува да ги сменам сеттингзите. Но како прво одите во Type и одите Standard и потоа кај Recording Path, ова ви е местото каде што сакате да го зачувате вашето видео, поточно видеата од OBS. Може да си направите свој фолдер на десктоп, а доколку имате проблем на десктоп, тогаш направете го во Documents, во Local Disk C. Кога ќе го направите фолдерот, одите Browse и најдете го фолдерот и тука ќе ви се зачувуваат сите видеа кои што ќе ги снимате со оваа програма. Следно ни е General File Without Space, ова мислам дека нема потреба да го штиклирате. Сега, ова е важно, Recording Format. Би ви препорачал ова да го оставите поточно да го одберете MP4. Програмата нешто ве предупредува за овој формат, но нема никаков проблем, верувајте, сите јутубери го користат и никој досега нема проблем со MP4 форматот. Audio Tracks една и кај Encoder, доколку имате некоја понова графичка, да речеме поновите графички од NVIDIA, тогаш кај Encoder ќе имате повише опции, односно ќе ви ја пишува графичката. Мислам дека важи за AMD ова, но не сум сигурен. Сега, доколку имате друга опција, одберете, но доколку немате, имате послаба графичка, ќе мора да одберете оваа 264. Ова е проблем затоа што ви работи многу на процесорот, но доколку немате друг избор, одберете го 264 и видите дали ќе кочи воопшто програмата. Кај Rescale Output, оставете го на тоа што е сега, затоа што ќе го наместиме во Video Settings. Кај Rate Control, сменете го од CBR на VBR. Bitrate, ја би ви препорачал bitrate помеѓу 25.000 доколку имате многу слаб компјутер и се до 50.000 доколку имате од подобрите компјутери. Use Custom Buffer Size, оставете го нештиклирано и ова оставете го како што е. Сега кај CPU Usage, пробајте први на Medium и видите го и квалитетот на видеото и видите дали ви кочи. Потоа пробајте на Very Fast и видите како ќе ви биде тогаш и видите едноставно што е најдобро за вашиот компјутер. Потоа кај Profile, сите ова треба да го имате на High.
Океј, следно е аудио табот и кај sample rate треба да го одберете тоа според вашите звучници, мислам дека одеше, или според вашиот микрофон. За да видите со колкав sample rate ви се микрофонот и звучниците, одите само во Sounds и пишете и одите Properties. Но кој да го одберете не е тоа нека голема разлика, затоа поставам сепак на вас. Кај Channels одите стерео, секогаш е подобро на стерео. Desktop Audio. Ова е фактички звучниците овде кај треба да ги одберете. Одите во drop down меню и одберете ги вашите звучници. Немој да го ставите на дефолт затоа што мислам дека се губи квалитетот на гласот. Доколку имате уште едни звучници, одберете ги, но за повеќето од вас едни ќе бидат доволно. Кај Mic исто така, одберете го вашиот микрофон и тоа исто немој да го ставите на дефолт. Останатите работи мислам дека нема потреба да ги местите, добри се како што се. Одиме во видео. Сега, и ова е многу важно. Кај Base Resolution, треба да ја одберете резолуцијата на вашиот монитор. Значи, ништо немој да кратите, затоа што мислам дека ќе се скрати делот од екранот кој што ќе биде снимен. Затоа тука одберете вашата, како да речем, Native Resolution, значи резолуцијата на вашиот монитор, а кај Output Resolution тука може да смените нешто во зависност од тоа дали ви е многу јак или послаб компјутер. Доколку ви е послаб, не знам како беше, но нешто беше 1200 со 720, значи барајте 720 на крајот. Таа ви е за 720p резолуција, значи кога ќе објавите на YouTube видео со таква резолуција ќе ви биде со 720p, што е многу добро. А доколку имате од подобрите компјутери може да одберете и повише, но секогаш одберете помеѓу 1920 со 1080 и таа претходно што ја реков нешто 1200 со 720. Кај Downscale Filter одберете ова, што стварно не знам како го прочитам. Кај Common FPS Values одберете помеѓу 60 и 30, значи не мислам како помеѓу нив, туку мислам ако имате добар компјутер одберете 60 FPS, ако имате послаб тогаш ќе мора да одберете 30 FPS, затоа што може да ви се појави сецкање при играта или при снимањето. Одиме следно во Hotkeys. Лично мислам дека немам потреба од Hotkeys да местам и затоа ништо немам наместено тука, но да речеме доколку сакате можете да си наместите кратенки всушност за да почнете да снимате или да стримате, ви за да прекинете со снимање, за транзиции да смените. Значи експериментирајте, но ова за сега ќе го оставам празно. И последно е Advanced. Кај Process Priority одите во High, кај Render одберете го ова и исто така и Color Format, фактички копирајте ги овие сеттингзи за видеото да ви биде поквалитетно. Затоа што доколку не одберете Color Space може видеото да ви изгледа малку како да ги изгубило боите на некој начин, не знам како да речем. И затоа одберете го ова за да биде најквалитетно што може. И тие се отприлика тие сеттингзи што треба да ги наместите. Не заборавајте да одите во Apply за да се зачуваат сите сеттингзи и окей. И тоа е тоа за ова видео. Доколку ви помогна на некој начин, не заборавајте да оставите лайк, сабскрибнете се на каналот, а ние се гледаме во наредно видео, а до тогаш поздрав!